Благодарам, почитувани колеги и пратеници, почитувана господја заменик министар. Јас со жалење можам да констатирам дека од оваа влада и од оваа гарнитура, поточно од владата на Зоран Заев, не ни доаѓа ништо како предлог, освен предлози за задолжување и предлози за зголемување на даноците. Кога сето ова ќе се собери одземе, што доаѓа како предлог од владата на Зоран Заев и Кочо Ањушев и Драган Тевдовски, може да се констатира следново за изминативе 2 години и за следната година. Оваа влада на Зоран Заев троши и потрошува 7 милиарди евра, големи, огромни 7 милиарди евра. Имаме рекорди во иседувањето на граѓаните на Република Македонија, а во Македонија ништо не се прави. Една шајка не е закована, една бандера не е направена. Имаме ситуација, почитувани представници на владата, каде што оваа влада на Зоран Заев го зголемува долгот на Република Македонија. Долгот расте и галопира за прв пат, како никогаш досега во историјата на Македонија, ќе се пробие границата од 50% од БДП. Тоа е најголемо задолжување во историјата на Македонија, а ништо, буквално ништо не е направено. Имаме ситуација, почитувани присутни, каде што, како што реков, предлозите кои што доаѓаат од Министерството за финансии на Драган Тевдовски и од владата на Зоран Заев се исклучиво предлози за зголемување на даноците, предлози за арач во горивата и акцизата која што ја зголемија 3,5 денари за дизелот, 30 милиони евра конкретно за тој данок се зголемија трошоците, а истовремено за воздухот се извојуваат одвај 0,7 милиони евра. Значи имаме влада која што само по една основа, а имаме бројни основи, се зголемуваат трошоците, само од акцизата на дизелот која што ни ја воведоа Заев и Тевдовски, се исцедуваат, се вадат 30 милиони евра од граѓаните и од стопанството. А истовремено во буџетот за досегашната, минатата 2018 година се даваат само 0,7 милиони евра за амбиенталниот воздух. Тоа е скандалозно. Истовремено во 2019 година, за следната година, во буџетот што ни го достави владата на Заев, Тевдовски и Кочо Ањушев, исто така се одвојуваат одвај 0,7 милиони евра за амбиенталниот воздух. И сега, на сето тоа, кога ќе ги додадеме сите задолжувања, сите зголемувања на даноци, сите зголемувања на трошоци на владата, доаѓаме до поразителниот факт дека долгот на Република Македонија ќе изнесува 53%. Фрапантни 53% БДП. Најголем долг на Македонија во историјата. Никогаш поголем долг. Уште еднаш, 7 милиарди евра оваа влада и оваа гарнитура ќе потроши од граѓаните на Република Македонија со најголемите буџети во историјата на Република Македонија, а буквално ништо во Македонија не се прави. Во Македонија ништо не се прави на државно ниво, во Македонија не се прави ништо ниту на локално ниво, затоа што гледаме конкретно во главниот град Скопје ништо не е помрднато, во Битола ништо не е помрднато, во Прилеп се е ставено во лер, во Штип нема проекти, Струмица исто така, Куманово имаме фијаско и дебакал и на државно и на локално ниво. Истата работа е во еден куп општини и во Западна Македонија, и во Источна Македонија, и во Скопје, и во Пелагонија и секаде. Значи, почитувана представничка на владата, апелирам до вас да апелирате и да му порачате на министерот за финансии Тевдовски, на премиерот Зоран Заев, да не ги трошат попусто парите и средствата на граѓаните на Република Македонија. Апелирам со проектите кои што ќе ги доставите овде, да го остварите ветувањето кое што го дадовте до граѓаните на Република Македонија, а тоа е дека ќе има најмалку минимум 5% раст на економијата. Ние имаме фијаско и дебакл во економијата, имаме 3 квартали во кои што растот на македонската економија одвај 2%, значи
тотално потврлање од целта која што самите сте си ја додале и задале. За крај, со жалење можам да констатирам дека предлозите кои што доаѓаат од Министерството за финансии се само за задолжување, само за зголемување на даноците, нема развој, нема инвестиции, нема исполнување на она што беа предизборни ветувања. За владата на СДСМ не може да се каже дека зборот е збор, туку напротив, лагата е лага. Она што ја карактеризира владата на Социјалдемократскиот сојуз и владата на Зоран Заев е оваа реченица. Лагата е лага, програмата не се реализира, парите се трошат, а Македонија, за жал, не се развива. Благодарам.